Недостатокот на квалификувана работна сила, високите цени на енергенсите и големата инфлација се најголемите проблеми со кои во 2022 се соочија прилепските фирми, а кои според нивните очекувања ќе се прелеат и во 2023-та. Сепак треба да си го цениме она што го поседуваме, извинете, како капитал. Македонското стопанство уште еднаш и покрај специфични 3 години потврди дека е доволно стабилно и цврсто да се носи со сите предизвици. Според председателката на регионалната стопанска комора од Прилеп, Ирена Јакимовска, најголемите предизвици ќе бидат во првата половина од новата година, а веќе во втората половина очекува закрепнување на економијата, па дури и можност големување на минималната плата поради енормните поскапувања. Ставот на стопанството е дека ние мора да најдеме начин на зголемување на животниот стандард на нашите вработени и на нашата популација се со цел за да може да си ги останат да живеат тука. И покрај сите предизвици со кои се соочуваат и слабата поддршка од државата, прилепските компании успеваат да се изборат со кризата, па дури и да го зголемат бројот на вработени. Ова може би звучи парадоксално, но ние сме жилави и не се предаваме, вели Јакимовска. Зголемувањето на вработувањето се должи заради тоа што македонските извозни ориентирани компании во овој временски период се соочуваат со позитивен тренд на европските пазари и се едни од поклучните добавувачи во тој систем на добавувачи во Европа и сметам дека е сега баш сериозно право време каде што може да се сконцентрираме на техничко-технолошки раст, се со цел за да можеме да ја задржиме нашата конкурентска вредност и за да ги задржиме пазарите во Европа. И покрај се, прилепските бизнисмени остануваат оптимисти. Се надеваат дека новата 2023 ќе биде подобра од 2022 година.